Кој зборува во твојата глава? Како јас се справив со мојот внатрешен негативен говор, односно внатрешниот критичар. Токму во овој момент во твојата глава се одвива внатрешен говор кој што прераскажува, анализира, коментира, забележува, говори нон-стоп, осудува. Во видеово ќе споделам вежби и процеси кои што ќе ти помогнат да се намали интензитетот на роевите на мисли, да спознаеш од каде ти доаѓаат, зошто се присутни во тебе и како овој ментален процес да биде управуван. Повеќето луѓе воопшто во животот не си го поставиле прашањето од каде ми доаѓаат мислите, како може да имам толку голем број на мисли? И нормално, ако јас мислам, тогаш кој слуша? Кој тој што осудува, раскажува, коментира? Кој ме критикува внатре? Како јас може да зборувам толку лоши зборови на себе? Такви зборови, можеби, некој не ги ни кажал на никој, единствено се свртени кон себе. И јас едно време бев под опсада од огромен број на мисли, роеви на мисли, кои што условуваа да направам, да не кажам ме тераа да направам непромислени активности, лоши одлуки. Немав алатки, немав вештини, имав доста голем број на неисцелени рани од стресови од минатото. Но во тој период најголемата болка ми беше што јас бев лош пример за детето до кое што едва и дојдов. Се надевам дека сите процеси и вежби кои што ќе ги споделам денес со вас во ова видео ќе ви помогнат да се олесни тој процес, тој притисок во главата и малку да спознаете од каде доаѓа сето тоа. Но кои се процесите кои што би можело да ви помогнат стартно за разрешување на овој проблем, односно тој мисловен процес да се среди и ние да се доведеме себе си во одреден еден стартен, почетен, минимален, да речем, натрешен баланс. Опседнатоста со огромен број на мисли, чувство на вознемиреност и анксиозност, панични напади, изливи на бес, секако доаѓа од малку подлабоко нешто. Тоа се неисцелени рани, непроцесирани ситуации, бегање од себе, непрепознавање на себе и своите таленти и обид да живееме еден некој лик кој што ние сме го зеле како идентитет, лик, маска, која што функционира и се движи во светот, а вистинската душа наша што сака, тоа е едноставно поделена. Нашата душа и повикот на нашата душа нема поинаков метод, алат, освен преку емоции, наплив на мисли и наплив на емоции да ни даде до јасност да се свртиме, да го свртиме фокусот кон себе. И сега да видиме кои не се процесите. Процес број 1. Одделување во еден внатрешен простор на свесност и одделување од процесот, од мисловниот процес. Што значи тоа? Едноставно да влеземе во ситуација во точка на гледиште на сведок, односно наблюдувач. Да го оставиме мисловниот процес да се одвива каков и да е, колку е да е мал, среден или голем овој мисловен процес, да го оставиме да се одвива. Ова е запишано како ние да се справиме уште во древните книги, скоро во сите религиски текстови, како ние да се справиме со нашиот ум, со огромниот број на мисли. Значи да влеземе во една свесност, во една просторност, каде што ќе се одделиме од мисловниот процес. Не се вмешувајте во обид за контрола, намалување, вплеткување во мислите. Кога правите овој процес на одделување на мисли, немојте да се вплеткувате и да се обидувате да ги намалите, воопшто не се вплеткувајте во мисловниот процес.
бидејќи тоа не е туку така мала работа. И тоа не е туку така вештина што се совладува од еднаш или од два пати. Потребни се ментални вежби за да вие достигнете ниво на еден внатрешен баланс и хармонија. Значи, одиме уште еднаш. Одделување од мисловниот процес и влегување во точка на наблюдување на менталниот процес. Односно, да се доведете во ситуација каде што мислите ќе ги гледате оддалеко, да се облаци кои што поминуваат на хоризонтот и да влезете во една емоција на спокој. Секако ова не може од прв пат, но колку повеќе вежбате, толку повеќе се подобрувате себе си. И внатрешната ситуација, внатрешниот ваш свет, полека започнува да се смирува. Секако дека ова не важи за сите луѓе, секој треба да го проба и да види дали функционира за него. Не треба некаква посебен напор ова да се направи, иако од стартно така изгледа, но сепак препорачувам за сите оние кои што земаат лекови. Секако имам и јас клиенти кои што се под тешки лекарства, кај нив се препорачува нешто друго, бидејќи таму работиме цели процеси, работиме реновирање на целен живот, бидејќи реално паничните напади, анксиозноста, целото незадоволство доаѓа од тековната временска линија, односно од потребата на душата за реална промена во тековното секојдневие. Значи, напуштање на тековната рутина и правење промена во реална потреба на душата од реална промена во нашето секојдневие. Секако безброј техники има на интернетот, навистина е сега, има огромна понуда на техники, но тоа не го решава, не ја решава потребата на вашата душа, која што реално треба да се види што вашата душа сака, за да настане спојување помеѓу идентитетот кој што го представувате пред другите и што навистина вие сакате. Значи, доколку тоа се направи, тоа би било најидеална варијанта и најидеална верзија и сите овие процеси нормално би се вклопиле, да не речем идеално, за да може до секојдневие да ви поминува во еден внатрешен мир и спокој, што верувајте е едно од највредните нешта. Зошто е највредно нешто? Затоа што и да имате материјално, не може едноставно да компензира внатрешен неред, дисбаланс, не дај Боже болести. Ниедна љубов романтична тоа не може да го компензира вашиот внатрешен мир, бидејќи вие на секојдневно ниво носите одлуки кои што ќе бидат или донесени од поразителна точка или од точка на немање или празнина, зборувам немање во смисла недостигна нешто да вашата душа тежна е по нешто. Вие со никакво материјално и со никакво нешто од надвор не можете тоа да го компензирате. Процес број 2. Ослободи се од твојата ментална бука. Најдобро ослободување покрај првата вежба, каде што кажавме како се одделуваме од мисли, најдобро ослободување се прави преку вежби со дишење. Вежбите со дишење прават еден прекин, ресет или инстантно разрешување на тензија. Доколку правилно и редовно правите вежби со дишење кои што воопшто не одземаат некое посебно време, навистина ќе можете инстантно да се примирите и буквално за неколку минути да се доведете во спокојна состојба. Како изгледа тоа? Еве, например, јас што преминувам. Вежба за дишење во 3 чекори, така наречена 4-7-8. Тоа би значело бројам до 4 додека вдишувам, го задржувам здивот, бројам до 7 и издишувам, бројам до 8. Значи, во пракса тоа би изгледало вака.
Можете сега заедно со мене. Колку го направите ова неколку пати или пак во неколку серии, ќе осетите веднаш опуштеност во мускулите во главата поради самиот проток на воздух и прекин на тоа наше плитко дишење, која што кога сме под тензија ние постојано плитко дишиме. Кога ќе започнеме со овие вежби, го прошируваме капацитетот на дишните патишта и воопшто, нели, патернот го прекинуваме и започнува ново нешто во нас. Оваа вежба со дишење може да ја дополнете во вториот дел од овој процес, ако повторувате одреден збор или ние велиме мантра. Може да биде по ваш исто избор, али еден ист збор. Значи, повторувате на глас еден ист збор, бидејќи вие сега свесно инсертирате, значи импутирате збор кој што ќе го врти вашиот ум, бидејќи нашиот ум има потреба нонстоп да врти нешто. Многу е битно дали рендом или случајно нешто ќе врти или вие ќе инсертирате некој збор, еве например мир. Откако ќе направите вежбата со дишење, одите на повторување на оваа мантра во оваа форма. Мир, 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 спокој, спокој, спокој. Значи може да изберете, нели, од овие два збора, може нешто и поваше, но да биде долго повторување на овој збор со цел умот да почне, нели, софтверот, вие му ставате програм кој што тој ќе го врти. Значи, нашиот ум има особеност да влече од надвор и да врти разни идеи, бидејќи ние реално сме бомбардирани со секакви информации, да буквално во главата настанува еден своевиден хаос и ние реално имаме потреба од еден вид ментален детокс. Секако во моите програми јас подетално објаснувам како да се практицираат овие рутини, кои што, верувајте, помагаат доколку се имплементираат редовно. Подолу во видеото имате линк до мојот бесплатен приручник Стоп за негативни мисли, каде што има многу вежби и материјали кои што може да ги користите во вашето слободно време. Јас знам дека вие се знаете, дека вие се сте слушнале, но што од тоа е имплементирано? Често некои луѓе ќе ми кажат, јас тоа го знам, јас тоа го правев, но не, некои воопшто не го направиле и затоа имаат стартна одбивност. Мене ми е јасно дека најлесен начин е човек да земе апче, затоа што таа пракса на не дека апчињата помагаат апчињата, но не го разрешуваат проблемот. Знам дека навиката за земање на лекови е најлесна, затоа што тоа е брзо и инстантно, вие само мислите дека сте го разрешиле проблемот, воопшто длабински проблемот не е решен. Едноставно не сакате да одделите време да се соочите со себе и сето тоа однатре. И затоа на крај ефектот е тој каде што луѓето велат да јас знам, но на крајот не знаат, бидејќи едноставно не се имплементирани процесите. Значи, клучот на благосостојбата во нашето тело, во нашиот ум, кој што е реално храм, белам храм, бидејќи од тука доаѓаат сите одлуки. Реално му е потребна нега, внимание и сето она што е во нас. Има луѓе кои што едноставно не сакаат да се погледнат себе си. И јас тоа го разбирам, бидејќи се сметаат дека не се доволно добри, едноставно дека нема ништо во нив, што тоа не е точно. Во есенција на сите нас, нашата душа, нашата есенција, нашата срж е чиста светлина. Ние сме морале на некој начин да се справиме. Сме правеле грешки секој од нас,
сум правела и јас. И јас имам сенки, и јас имам дамки, и јас имам некои постапки од кои што се срамам. Значи, нема ништо идеално. Овде живееме во дуализам, односно денот има и ноќ. Се што е позитивно има и негативно. Значи, живееме буквално во еден дуализам, каде што ние би требало да го прифатиме и лошото и негативното, бидејќи од тоа има некоја корист. Не е секогаш негативното негативно. Некогаш е тоа еден вид скриен благослов. Јас често велам, доколку не ми се случеа некои стресови, порази, губитоци, немаше да дојдам до овде, до каде што сум. Процес број 3. За овој процес убаво би било да земете нешто да запишувате, бидејќи како и до сега што објаснував, секое запишување е посебна невроврска се прави со нашиот нервен систем, процесот на размислување. И овој процес би требало да активира некои процеси во вас, особено оние од вас кои што има преголем број на мисли и стравови, нападни мисли и стравови. И сега одиме на процесните прашања. Држи во прашањето подолго, за да дојде одговор однатре. Значи, не го мисли одговорот, чекај го да дојде. Влези во ситуација каде што имаш нападни мисли и стравови. Дали може би сега имаш некој страв и чувствуваш сега некој страв? И кажи ми, или размисли и одговори. Дали ова од што се плашиш се случува сега во моментот? Или е некој страв дека нешто во иднина ќе се случи? Дали сега во моментов се реализира твојот страв? Или ти се плашиш за нешто што ќе се случува во иднина? Сватете дека живееме помеѓу жалење за минатото и стравови од иднината. Голем дел од колективната свест и содржините се токму овде. И затоа имаме клацкалица тага и анксиозност. Жалење и идеализирање на минатото, односно тоа идеализирање, знаете, правите промена, значи идеализирате, ние не викаме фактички нешто, да, фактички се случило, но жалење по минатото е идеализирање на некои спомени и стравови од иднината. Ние сегде овде живееме во минато, ние постојано живееме во минатото и во стравови од иднината, а во сегашниот момент сме најмалку. Кога би можеле да вежбате, да бидете во сегашен момент, постои само сега и овде, ќе настане прекин на овие програми, на стравови за иднината и жалење по минатото. Следното прашање е, што би било најцрно сценарио? Што најлошо може да се деси? Што најлошо може да се деси? Ова е следното прашање. Што најлошо може да се деси? Кој е најцрно сценарио? Ние со овие прашања го поттикнуваме стравот, меѓутоа поентата е да сватиме колку е тој ирационален и нереален. Едноставно си го препоставуваме секојдневието, онаму кај што можеме да бидеме во баланс, и секојдневието е тоа од кај што носиме реално некакви одлуки за наше благосостојба на блиските. Но сосема е поинаку ако вие влезете во точка на сегашност, каде што ќе донесете некоја подобра одлука, или од точка на страв, каде што постојано само ќе се повлекувате пред другите и ќе правите ќе се малите едноставно. Секогаш да сте се во помалку и поназад. Никогаш не може да излезе вашата природа на виделина реално.
И оттамо доаѓа, бидејќи душата се буни и притиска преку мисли, преку чувства, преку напливи на огромен наплив на емоции кои што реално не можеме да ги управуваме во и тоа најмалку кога очекуваме, значи се јава огромен наплив на емоција, ние не сакаме пред другите луѓе да се покажеме дека сме слаби, бидејќи тоа матрицата, нели, колективната свест. Тоа не го дозволува. Тоа е, нели, тема за некое следно видео, каде што ќе работиме управување со емоции и зошто колективната свест не дозволува колективот некој да биде ранлив. Зошто е срамно да си емпатичен, зошто да не се сподели нешто со некој друг, зошто ние треба да бидеме безчувствителни. Зошто да немаме срце е окей и да не сме емотивни, да сме силни, да сме логични. Зошто е тоа окей, а не е окей да сме емотивно интелигентни? И во некој од наредните видеа ќе направам, нели, паралела што значи како е да живееш безчувствително и само по пат на логика и како е навистина да имаш емотивна интелигенција која што ќе придонесе за некаква благосостојба во нашиот живот. И последното прашање. Што најдобро би се случило? Значи, ако веќе одговоривме на што најцрно, најлошо ќе се случи, сега одиме на поларитетно, нели, прашање. Што би било најдобро да се случи? Кој сценарио би било најдобро? Значи, ситуација од која што се плашиш и мислиш дека нешто ќе се случи, кој би било најдобро сценарио? Што би било најдобро да се случи во дадена ситуација? Нашиот потенцијал е огромен. Голем дел од нашиот потенцијал не ни знаеме дека го имаме. Реално, нашата душа не притиска, бидејќи знае дека можеме повеќе. Но, за да стигнеме до поголема свесност и издигнување над овие процеси, некогаш е лесно, некогаш не. Но за подетална работа на себе, проследете го моите видеа на мојата веб страница, бесплатен електронски курс, кој што ќе ви овозможи едно водство полека и системски да започнете да се вртите кон себе си и кон она вие што го сакате. И не е погрешно да нешто и вие сакате. Едноставно, барем еден дел од вашиот живот, тоа може да е 5%, 10, 20, 30, зависи од вас, да биде по ваше. Едноставно, има потреба нашата душа нешто да биде и по наше. Да не биде се како мора и треба и наметнато од надвор. Целиот овој проблем во колективот со овие огромни бројки на луѓе со дијабет, луѓе со мигрени, нарушен менструален циклус и така натаму, да не набројам, висок притисок, доаѓа од едно место. Нашата душа притиска и да, вашите процеси во телото се директно поврзани со она што го сака вашата душа. Се надевам дека сите овие процеси и вежби ќе ги имплементирате и ќе ве одведат на некоја сосема нова патека. Се гледаме последното видео.